Информативен блок на Слободен печат. Добре дојдовте. Еве ги најновите содржини од ова утро. Владата вложува во зајакнување на сајбер безбедноста преку формирање нов центар за одговор на сајбер инциденти, најави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Со овој центар, како што појасни, институциите ќе имаат подобар капацитет за справување со сајбер заканите и инцидентите, кои во последните години стануваат се почести и пософистицирани. Во изминатите денови на подрачјето на Скопје се пријавени неколку случаи на семејно насилство, информираат од полицијата. На 2 април во полициската станица Киселавода бил извршен службен разговор со 47 годишен скопјанец со иницијали ИС по пријава дека претходниот ден во семејниот дом физички го нападнал својот малолетен син. Предходно на 1 април во СВР Скопје 30 годишна жена пријавила дека во домот на подрачјето на Карпош била физички нападната од нејзиниот сопруг, при тоа употребил и тврд предмет. Истиот ден 45 годишна жена исто така пријавила дека во дом на подрачјето на Карпош била физички нападната од нејзиниот вонбрачен партнер. Од полицијата информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на сите случаи. Немам ништо со детска порнографија, објави стружанецот Борче Котески, водител на подкастот Б2 канал, кај кого вчера МВР изврши претрес по наредба од обвинител и одобрение од суд. Тврди дека станува збор за хајка и негира каква била поврзаност со делото за кое се води истрагата. Јас лично со детска порнографија немам никаква врска. Дождот ја замати водата за пиење во Неготино и Кавадарци. Потребно е да се преврива. Поради обилните дождови на изворите Лукар, известуваме дека водата во градскиот водовод е заматена и пред консумирање потребно е да се преврива. Јавното претпријатие Комуналец Кавадарци ја следи состојбата и дополнително ќе ги извести кога повторно ќе се нормализира, информираат од претпријатието. Македонија ќе биде првата земја во регионот која ќе ги исполни обврските за укинување на дополнителните трошоци за роаминг во Европската унија, најави Андоновски. За роамингот ветив ќе бидеме прва држава која ќе ги исполни задачите. Тоа значи дека нема да плаќате дополнително кога сте во Европската унија. Балканскиот модел на роаминг сакаме да го пресликаме и за Европската унија, рече министерот. Во силното невреме што ја погоди Грција, во средата и во четвртокот загина едно лице, а бурата предизвика голема материјална штета со сериозни прекини во сообраќајот и секојдневниот живот во неколку делови од земјата. Бурата наречена Ерминио донесе обилни врнежи од дожд, поплави, град и силни ветрови, додека сахарската прашина го погоди југот на земјата, дополнително комплицирајќи ги веќе тешките временски услови. Според BBC, во градот Неамакри, во близина на Атина, пронајдено е тело на маж кој бил однесен од надојдената вода и заробен под автомобил. Регионот Атика, вклучувајќи ја Атина и незината околина, претрпе најголемо влијание од бурата. Пожарникарите добиле дури 674 повици за интервенција. Бурата предизвика проблеми и на островите. Во исто време, со бурата, Јужна Грција беше погодена од бран сахарска прашина, создавајќи речиси надреални сцени. Небото над Крит доби интензивна портокалова нијанса. Иран тврди дека го соборил најсофистицираниот американски авион F-35. Во објавата се вели дека авионот бил целосно уништен и се срушил, истакнувајќи дека нема информации за судбината на пилотот поради обемот на штетата на леталото. Иранската новинска агенција Мехр исто така соопшти дека е мала веројатноста дека пилотот се катапултирал поради силната експлозија за време на несреќата. Најголемиот мост во Иран ќе падне. Трамп со нови закани до Техеран.
Американскиот претседател и на Truth Social напиша дека американската војска се уште не започнала со напади врз клучна инфраструктура. Нашата војска најголема и најмоќна убедливо насекаде во светот, дури и не почнала да го уништува она што останало од Иран. Следно се мостовите, па електраните. Новото раководство на режимот знае што треба да се направи и тоа треба да се направи брзо, пишува во објавата. Советот за безбедност на Обединетите нации утре треба да гласа за предлогот на Бахрейн со кој ќе се овластат земјите да ги користат сите потребни одбранбени средства за обезбедување на Ормунскиот теснец. Нацрт резолуцијата на Советот за безбедност на Обединетите нации, предложена од Бахрейн, ќе ги овласти земјите да ги користат сите потребни одбранбени средства за да обезбедат транзитен премин низ теснецот, доколку биде усвоена. Представник на земјите од Персискиот залив изјави дека престолонаследникот на Саудиска Арабија Мохамед бин Салман разговарал со рускиот претседател Владимир Путин и дека се очекува Русија да не ја блокира резолуцијата. Нацрт резолуцијата, од која CNN доби копија, ги осудува постапките на Иран како кршење на меѓународното право и предупредува на негативни влијанија врз меѓународната трговија, енергетската безбедност, синџирите на снабдување и глобалната економија. Во неа се нагласува дека бродовите и авионите уживаат право на транзитен премин низ Ормунскиот теснец, што не смее да биде попречено. Кубански активисти денеска дефилираа со велосипеди и со електрични трицикли по шеталиштето Малекон во Хавана, придружувани од кубанскиот претседател Мигел Диас Канел, како знак на пркос во време кога САД се обидуваат да го остават островот без гориво. Учесниците во караванот, организиран од владата, поминаа покрај амбасадата на САД во кубанската престолнина, а на нивните возила беа истакнати знамења и транспаренти против санкциите што и ги воведе на земјата администрацијата на претседателот Доналд Трамп. Најголемиот носач на авиони во светот ја напушти Хрватска по 5-дневен престој во пристаништето во Сплит, каде што беа извршени поправки. Американската морнарица синоќа соопшти дека бродот е подготвен да ја продолжи својата мисија, што е сигнал дека може повторно да им се придружи на американските воени сили на Блискиот Исток. Бродот ја напушти областа на почетокот на минатата недела, откако беше оштетен од пожар што избувна во пералната и студентските домови среде судир со Иран. Во соопштението за медиумите објавено вчера, морнарицата потврди дека поправките се завршени и дека бродот бил снабден со залихи неопходни за продолжување на операциите за време на неговиот престој во Сплит. Франција го забрани традиционалниот собир на муслимани што беше планиран да се одржи во наредните денови во поширокото подрачје на Париз, бидејќи представувал безбедносен ризик. Одлуката доаѓа откако Франција ја засили безбедноста на чувствителните локации низ Париз по осуетниот бомбашки напад врз канцелариите на Bank of America минатиот викенд, во екот на американско-израелската војна против Иран. И за крај метео. Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на планините од дожд и снег со послаб интензитет. Ќе дува слаб до умерена наместа долж по Вардарието по време на засилен ветер од северозападен правец. Максималната температура ќе достигне од 10 до 16 степени. Од недела се очекува разведрување. До средината на новата седмица времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и значително потопло. Гледавте вести, благодарам на довербата. Повеќе содржини ќе најдете на нашите профили на Инстаграм и на Фејсбук и секако најновите и најточно проверени информации пронајдете ги на slobodnpečat.mk.